на лице место и секогаш на место каде што е актуелно и зашто треба да се информираат нашите гледачи, па така за денес ќе се информираме за дезинсекцијата која што ќе се врши на скопска територија. За тоа ќе ни каже Марија малку подетелно. Добро утро, Марија. Добро утро. Добро утро, Ивана. Добро утро, Ивана, и до тебе, односно добро утро до вас, до колегите во режија, се разбира и до сите оние кои што не гледаат. Ово утро решевме да ги информираме сите оние кои што се заедно со нас утринава во однос на терористичната дезинсекција која што ќе се изврши денеска, односно започнувајќи од денеска 30 септември и ќе трае се до овој четврток, односно 3 октомври. Имено и пред неколку дена се изврши дезинсекција, но авионска дезинсекција против возрастни форми од комарци. Истата беше реализирана во петокот и саботата, односно на 27 и 28 овој месец. Исто така на 27 септември беше прскано и против ларви од комарци. Имено оваа недела уште еднаш ќе напоменам дека се најави прскање против возрастни форми од комарци, односно терористична дезинсекција, каде што всушност од град Скопје исто така апелира, односно дадоа едно потсетување до сите оние пчелари да обезбедат заштита врз нивните пчели, нели со цел, односно за да не дојде до некој поголем проблем кога ќе се реализира самото ова прскање. Исто така од град Скопје напомена дека доколку имаме нестабилно време во овие денови, додека се реализира сето ова, дека би можело да се одложи за идниот ден, кога ќе имаме постабилно време. Имено кога станува збор за времето, иако беше најавено пат на температурите од вчера, односно недела, во текот на вчерашниот ден навистина можевме да забележиме пат на температурите и прилично нестабилно време со дожд и ветер. Денеска можеме да го забележиме спротивното, односно денеска е навистина сончево и пријатно. Можете да забележите дека се наоѓаме на кеот, па навистина можам да дадам еден апел до сите оние кои што се рекреираат во самите утрински часови, дека кеот може да го искористат токму за тоа и во текот на овој ден, односно сега во раните утрински часови. Што се однесува до самата дезинсекција против комарци, која што ќе започне да се реализира денеска, имено ќе започне во вечерните часови, односно со почеток во 21 часот и ќе заврши во 2 часот идниот ден. Може да се напомене дека исто така кога излезе во јавност оваа информација дека ќе се прска против комарци, имаше многу реакции, негативни и позитивни од страна на граѓаните на социјалните мрежи, а најмногу на социјалната мрежа Facebook. Уште еднаш ќе напоменам за температурите, со оглед на тоа дека беше најавено дека ќе се одложи ова прскање доколку имаме нестабилно време. Може да се забележи дека сега тоа не е во прашање, односно дека имаме навистина сончево и пријатно време, па доколку имаме некакви промени во однос на температурите, ќе имаме и известување дали би се одложила оваа реализација на прскање против комарци. Инаку при самиот крај ќе напоменеме дека минатата недела бевме на лице место во УХМР, имавме вклучување и говоревме токму за температурите, односно за оние најави на пат на температурите, каде што ни напомена дека како и вчера, така и денеска ќе дува северен ветер и ќе биде студено, иако моментално не можеме да го забележиме тоа, но сепак напомена дека овој бран ќе биде краток и веќе од утре ќе имаме стабилно време, повеќе сонце и температурите се повеќе и повеќе ќе се покачуваат. Ова е она најважно кое што можеме да го истакнеме токму од терен во првото вклучување на лице место, а може да се напомене при самиот крај дека освен тоа што навистина моментално кеот е погодно место за спортска рекреација, со оглед на тоа дека навистина имаме пријатно и убаво време, може да се забележи една разлика со оглед на тоа дека честопати кога сме се вклучувале токму од кеот на реката Вардар сме гледале една прилично лоша слика, односно неискосена трева и отпад на секаде, но ова утро може да се види дека кеот е навистина среден, можеме да видиме некоја промена, односно имаме искосена, кратка, убава трева, која што навистина е убаво да се види и исто така имаме значително намален отпад. Од овде ќе ве поздравам и се гледаме повторно некаде во 9 часот.